Соединетите американски држави во Германија свикаа состанок на повеќе од 40 земји за да ја координираат помошта за Украина. Невладини организации организираа засолништа за жени и деца од Украина. Војната во Украина го откажа доаѓањето на повеќе од 300 групи со туристи од Русија и Украина во Охрид и Струга. Има ли алтернативен план? Останете со нас и ќе да знаете. Почнуваме веднаш. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Американскиот секретар за одбрана Лојд Остин денеска изјави дека рускиот претседател Владимир Путин никогаш не замислувал дека целиот свет ќе застане позади Украина толку брзо за време на состанокот со повеќе од 40 земји кои разговараат за помош на Украина. Во Германија Остин рече дека целта е да и се помогне на Украина да победи во борбата против инвазијата на Русија и да се помогне во повторната изградба на Украина. Состанокот следи по патувањето на Остин и американскиот државен секретар Антони Блинкен во Киев, каде што ветија поголема воена помош за Украина. Руската инвазија е неодбранлива, исто така и руските злосторства, рече Лојд. Сите ние денес почнуваме од позиција од страна на моралот. Русија води војна по избор на амбициите на еден човек. Украина пак води неопходна војна за да ја одбрани својата демократија, незиниот суверенитет и незините граѓани. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров предупреди на опасноста конфликтот да прерасне во Трета светска војна, велејќи во понеделникот дека НАТО во суштина е вклучен во војна со Русија преку полномошник. Опасноста е сериозна, реална и не можете да ја потцените, изјави тој за новинската агенција Интерфакс. Украинскиот министер пак за надворешни работи Димитро Кулеба подоцна објави на Твитер дека Русија ја изгубила својата последна надежда да го исплаши светот да не ја поддржи Украина. Ова само значи дека Москва чувствува пораз во Украина, рече Кулеба. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш денес на почетокот на состанокот со Лавров во Москва рече дека иако Русија и Обединетите нации имаат различно толкување на она што се случува во Украина, се уште постои можност за сериозен разговор за минимизирање на страдањата како и да се заврши војната што е можно поскоро. Гутераш исто така денес ќе се сретне и со Путин. Во меѓувреме Агенцијата за бегалци на Обединетите нации соопшти дека очекува конфликтот на крајот да протера 8,3 милиони луѓе кои ќе ја напуштат Украина. Досега, речиси 5,3 милиони бегалци ја напуштија земјата откако Русија ја нападна кон крајот на февруари. Откако Русија ја нападна Украина, невладина организација организира засолниште за жени бегалки во Лавов. Жените со деца таму останува неколку дена пред да го продолжат своето патување во Шпанија. Гранатирањето беше интензивно. Бомби или што и да беше беа фрлени директно од авиони. Почнав да ја барам Јулија и тогаш ја слушнав како вели: "Жива сум." За време на руското гранатирање на Мариупол на почетокот на март, бомба го погоди станот на Татјана. Слушнав како некој вика во подрумот: "Бомба погоди стан на 8-миот кат." Испадна дека е нашиот стан. Не се ни качивме да го видиме и ги поминавме следните 6 дена во подрумот. Единствено што ни остана да не потсети на домот се клучевите од станот. Од почетокот на март, нападите на руската војска се интензивира и Татјана брзо сватила дека иако го изгубила станот, сепак може да се спаси себе си и семејството. Децата постојано плачеа, затоа што се плаше од бомбардирање, па почнавме да се подготвуваме да заминеме. Знаевме дека треба да заминеме. Татјана вели дека руските војници не дозволувале луѓето да го напуштат Мариупол за да одат во други градови во Украина преку хуманитарните коридори, туку наместо тоа ги принудиле жителите да го напуштат градот, да се упатат кон територии окупирани од Русија. Знаевме дека носат луѓе во Донецк или веќе Русија, но зошто? Сакавме да останеме во Украина. Татјана не сакаше да оди во Русија ниту бесплатно. Наместо тоа ги потрошила сите пари за да изнеми автомобил да оди во Берданск. Таму волонтери му помогнаа на семејството да стигне до Лавов, каде што украинската активистка Љубов Максимович организирала засолниште во близина на железничката станица. Отворивме засолниште на вториот ден од војната. Максимович се бори за правата на жените речиси 25 години. За тоа време започнала многу иницијативи за да им помогне на жените во нивните кариери.
но од почетокот на инвазијата Максимовиќ ги поддржа жените на поинаков начин. Имам проект наречен Економска безбедност за жените. Контактирав со жени со кои работевме и кои се подготвуваат да започнат бизнис и им кажав за мојата идеја да основам прифатилиште. Благодарна сум на сите, за само 2 часа имавме веќе 20 душеци. Од почетокот на руската инвазија над 250 жени со деца најдоа за солниште. Им се даваат бесплатни топли оброци, психолошка помош доколку им е потребна. Она што порано беше канцеларија на извршниот директор, сега е просторија за советување. Луѓето кои доаѓаат овде минуваат низ огромен стрес. Меѓу нив има и многу деца од Краматорска, Мариополо и Донецк. Украинските бегалци се уште се изложени на ризик да станат жртви на трговија со луѓе, вели Љубов Максимовиќ. Војната создава огромен ризик. Луѓето не знаат каде одат, некои немаат доволно документи со себе. За да ги заштитат жените од трговците со луѓе на границата, волонтерите организираат централизирани рути до Шпанија, каде што локалните жители чекаат украинки. Заклучили вони угоду між українськими. Те имаат договор меѓу Украинскиот женски конзорциум и заедницата Хуелва за создавање за солниште за жени со деца. Таму на жените им се нуди привремено сместување или дури статус на бегалец, но повеќето од нив, околу 90%, аплицираат само за привремен престој, бидејќи сакаат да се вратат дома. Во просек, жените минуваат околу 2 до 3 дена во прифатилиштето, а потоа повеќето од нив го продолжуваат патувањето во странство. Но Татјана не брза да ја напушти Украина. А војната во Украина го откажа доаѓањето на повеќе од 300 групи со туристи од Русија и Украина на Охридското крајбрежје. Иако најавите за годинава биле многу подобри од минатите, плановите ќе останат само на хартија. Има ли алтернативен план? Мики Трајковски од Охрид има повеќе. Александар Андоновски од Охрид повеќе од 12 години им раскажува за убавините на неговиот град на туристите кои доаѓаат од Русија и Украина. Но сега, поради руско-украинскиот конфликт, сите планови остануваат само на хартија. Доста енергија и финанси се потроши на пробивање на тој пазар. Повеќе од 300 групи од Украина и Русија досега се откажани и нема да го посетат Охрид од мај до октомври. За оваа сезона интересот бил многу поголем од минатите години. Имало резервации со гости од Азербејџан, Казахстан, Молдавија и Латвија. Доколку минатата година од Русија, конкретно во Охрид, летуваа преку 3000 туристи, индивидуално или групно, а од Украина беа транзитно низ Македонија и со ноќевање во Охрид повеќе од 200 групи, годинава таа бројка ќе сведена скоро на минимум, на нула. Откажани се сите авиолинии од овие дестинации, иако имало најави за отварање и на нови. Беа најавувани чарт летови од некои украински градови до Охрид и од некои руски дестинации, како Казан, Санкт Петербург до Скопје и до Охрид. Од Украина, од Киев исто така беа најавени чарт летови до Охрид, кои за жал нема да се реализира. Но не треба да се губи време. Во една ваква ситуација Охрид треба да се насочи пред се кон гостите од регионот, бидејќи туристичката сезона е на прагот, велото туристичкиот сектор. Да направи подобри цени за српски туристи, туристите од Босна, туристите од Бугарија, од Црна Гора. Значи, ние мораме да го потполниме тој вакуум што ќе се направи со откажување на туроператорите од Украина и од Русија, пред сега има и најави од други земји. Андоновски додава дека дополнителен проблем сега е враќањето на визниот режим за руските граѓани, кој стапил на сила на 15 март, иако земјава долго време имала безвизен режим со Русија. Може да го толкуваме како санкција, но секоја санкција има два краја. Едниот е према тој кого ја воведуваме, вториот према нас, бидејќи секако ние тие финансиски средства кои би легнале тука од тие околу 3000 гости годинава би ги изгубили. На почетокот се потсетува Александар било многу тешко. Гостите кои доаѓале од овие пазари или само транзитирале низ земјава, или пак доаѓале на кратки посети во Охрид, додека одмарале во некоја од соседните држави. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски јазик од Вашингтон. Поздрав до утре.